она што следува во продолжение, како што ви најавив, ќе биде првиот разговор за ова утро. Јас додека ги читав вестите, овдека ни дојде нашата Сузе. Сузе, добро утро. Топло добре дојде овде во утринската програма. Добро утро и до твојата утринска гостинка. Тоа е Цветанка Макаровски, председател на Лизгачката федерација на Македонија. Добро утро. Со оглед на тоа што времето ни е студено, зимските спортови ни се сега актуелни, и скијање и лизгање, ќе зборувате за тоа какви се услови нуди нашата земја за лизгачките спортови. Так, Иринче, добро утро. Драго ми е што понеделнички вака заедно, дури недоговорени исто сме се облекле, па имаме исти фризури. Не можев да те гушнам, ама тоа ќе го направам по емисија, бидејќи не се видовте, влегувавте додека ги читав вестите. Повелете, со нетрпение ќе го слушам вашиот разговор. Да, сакам да ја искористам приликата пред да ја поздравам, се разбира, нашата гостинка, да ги честитам сите празници кои ги оставивме позади нас, како и новата 2025 година на сите наши редовни гледачи, оние ширум светот кои што се редовно со Алфа телевизија. Долго време не бев на оваа позиција, но драго ми е што повторно сме заедно и што повторно ќе имаме прилика да говориме за интересни, ама и за актуелни теми. Цеце, добро утро. Добро утро. Цветанка Макаровски, како што и те најави нашата Ирена, председател на Федерацијата на лизгачки спортови. Така. За жал, лизгаме повеќе на суво, отколку на мраз. Така е. Но тука сме да ја начнеме оваа тема и да ги поттикнеме вака можеби одредени институции да се завземат малку повеќе за овој спорт кој што од моето детство јас го паметам како еден од најубавите зимски спортови. Па ако може да се каже дека на некој начин уметничкото лизгање е некоја кралица на зимските спортови, можеби нема да се сложат сите со мојата констатација, меѓутоа така некако се оквалификува. А генерално нашата земја и недостасуваат услови за генерално сите зимски спортови. Значи за скијањето ние сме малку, имаше една анекдота порано кога се формираше федерацијата и кога одев нели малку поинтензивно да се промовира спортот дека воопшто постои. Имаше една интересна ситуација, жална, интересна. Ми вели еден господин: "Вие, господи, знаете ли, вели што имаме ние на знамето?" Јас се збуни, велам, не знам. "Па сонце, вие за зимски спортови ми зборите." Така да некако на јужниот дел се наоѓаме, јужно и некако зимските спортови ги ставаме во втор план. Меѓутоа морам да кажам дека има голем интерес. Ние како земја, како нација, без оглед што сме малку на југот, сме талентирани за сите спортови, па така и за зимските спортови. Многу жалам што во овие 8 години како сум јас председател на федерацијата, не успеав никако покрај сите обиди да го ставам во употреба, да кажам, спортско-рекреативниот центар Кале, кој што ние сите го паметиме од нашите детство, младости. Тука се случувале многу интересни приказни. Тука имало љубови од средношколци, па размена на студенти со другите градови, така натаму постојано кружат. Тоа е еден култен објект за градот Скопје пред се и Каде е клучот? Каде е проблемот? Зошто не може ова сето да се покрене, да се активира? Навистина не знам да кажам каде е проблемот, бидејќи ако говориме за финансии, не верувам дека за еден таков објект Проблем би биле финансиите. Проблем би биле финансиите, бидејќи тоа е објект кој што е култен објект во кој што ќе се практикуваат 5 зимски олимписки спортови, значи зборуваме за уметничкото лизгање кој е под нас, брзото лизгање, лизгањето на кратки стази, тоа исто е под нас како федерација, карлингот како спорт кој што допрва би се развивал и хокејот се разбира. Тоа се 5 олимписки спортови кои што би се развивали, кои што би донеле, значи 62-3 година Македонија, Скопје, градот Скопје била домаќин на светско светско првенство во хокеј. Да. Што значи дека сепак имаме кога простор. Кога сме можеле 60-тите, зошто да не можеме сега? За волја на вистината ние го добивме како објект Калето, во 2001 година ни го дадоа како федерација. Постоеше таму еден дел од законот каде што можеше тие спортски објекти да се дадат на федерациите и ние со голема радост го примивме како објект, меѓутоа многу брзо констатиравме дека објектот финансиски никако ние не можеме да го ставиме во употреба. Тој тогаш беше веќе 10 година во употреба. Запоставен. Инсталацијата е стара, застарена, никој не се нафаќа да ја обнови, да работи на тој амонијак кој што треба да се постават нови инсталации.
и после неколку години веќе јас навистина немаше институција каде што не влегов, немаше проект кој што не беше направен и сите велеа да, леле колку убава идеја, леле колку прекрасно. И годините се поминаа, големот број од децата за жал ја изгубија надежта дека нешто ќе се развие во спортот. Многу талентирани спортисти се откажаа, тоа надговорно го тврдам. Спортисти кои што можеа многу да направат. Ние како федерација донесовме врвни тренери за да ни помогнат во развојот на спортот. Првата единствена работа беше немате лизгалиште. За жал. Да, ние имаме и фотографии кои патем додека разговараме можеме и да си ги погледнеме и чисто и да видат дел од она што се случувало низ години. Веќе како ти влезе во приказнава и дали беше ова твојата желба од дете или можеби твоите деца беа причина повеќе за ти да се завземеш во овие спортови? Јас воопшто не, како дете да сум удела на кале, сум изглала повеќе, сестра ми беше по зимските спортови него јас. Се случи интересна ситуација, мојата најмала ќерка еден викенд реков ајде да ја однесам на кале на лизгалиште и на лизгалиштето тогаш функционираше. 2018 година некаде доаѓа тоа 2017. На самото лизгалиште стоеше еден човек кој што секој дете како влегуваше, нели јас влегов со детето. Тој ми рече дај ми го и додека јас излегов надвор мислејќи дека треба да платам дека е тренер, таа веќе лизгаше сама. И јас го прашав нешто да платам, не рече не треба ништо да плаќате. Зашто ве кажам оваа приказна? Од тука натаму почна детето да тренира, видов дека има Борис Трајковски, имаше тренер. Мислев дека јас воопшто нема да се ангажирам во тоа, само ќе бидам мајка кој што ќе си го носи детето. Меѓутоа испадна дека нема федерација, имаше клубови, па јас некако се нафатив тоа чисто хонорарно да го работам за да помогнам со моето знаење. Па испадна крај дека како се нафатив така немаше кој друг да го работи тоа. Сега сакам да се вратам назад на приказната, пошто е многу интересна. Иако не слуша господинот, би сакала многу да му се заблагодарам, бидејќи благодарение на него многу спортисти излего. Иако немаме лизгалиште, иако навистина доаѓаме во период кога ќе направат 17-18 години, немаат каде понатаму, затоа што нема ни катедра на факултетот, значи не можат ни понатаму да се образуваат. Меѓутоа сепак голем број од тие деца кои што почнале на 4,5 годишна возраст, сега се веќе, ако ништо друго, се занимавале со тој спорт во некои десетина години. Да се вратам назад на приказната, тој всушност бивши хокеар, кој што за жал се распа Југославија, требало да влезе во лигата југословенска и да се надпреварува. Колку што ја разбрав ја приказната, колку што дознав кој човекот, меѓутоа никогаш не го запознав. И од чиста љубов, значи му пропаднала кариерата на некој начин, од чиста љубов према спортот, секој ден доаѓал на кале лизгалиштето и ги тренирал децата за без пари. Секоја чест. Да. Тоа е, значи, не знаеме кога нечија добра волја или нечија желба да се помогне ќе вроди со нешто. Благодарение на него јас сум овде и благодарение на него сите овие деца лизгаат. Секоја чест, навистина. Да. Тоа се тие поединци кои што го менуваат светот бавно, полека, но... А не се ни свесни дека го направиле тоа. Да. За жал, некогаш еве за таквите луѓе слушаме и многу години подоцна. Па дури некогаш и векови подоцна се слуша, еве пример ќе кажам дека годишните времиња на Антонио Вивалди требало да поминат само 2,5 века за некој да ги забележи дека се ремек дело кое денеска е лектира за многу диригенти и оркестри, а прв пат кога биле изведувани, биле и свиркани, дури и исмевани. Секако. Да. Но ајде да се вратиме ние пак на лизгањето, бидејќи ова е спорт за кој речиси ништо не знаеме. Колку години кај нас активно има млади луѓе кои што го практикуваат овој спорт и какви се успеси имаме постигнато? Видовме овде на позициите прво, второ, трето место многу наши млади лизгачи. Значи од 2011 постои спортот со тогашното градење на лизгалиштето пред спортски центар Борис Трајковски, кој што за жал е отворено лизгалиште и не ни дава можност за повеќе од 3 до 4 месеци да лизгаме. И никаде во 2018-2016 се формира федерацијата и почнуваме да влегуваме на сите оние меѓународни надпревари каде што не е дозволено. Значи зборуваме од европски критериум до меѓународни надпревари како што се Јуниор Гран При. Оно што е постигнато се на регионално ниво, да речеме, во соседна Србија нашите спортисти имаат освојувано медаљи. Тука веќе 8 година, односно сега 9 година на 28 февруари и 1 март се одржува
меѓународен надпревар и национално првенство во уметничко лизгање. Да им кажам на гледачите кои што не следат дека влезот е слободен, односно на отворен простор, можат да повелат. Ке има информации на Инстаграм и на Фейсбук страната. Тоа е една многу за нас значајна работа, бидејќи навистина во 2 дена ги градиме сите услови од трибини, од озвучување, од место за суди, значи по сите стандарди што треба да поминат. И тоа е еден проект на кој што навистина се гордеам што успеваме 9 години поред да го правиме, а воедно правиме меѓународен надпревар за да можеме да поканиме гости и да направиме промоција на спортот. И најчесто имаме од Србија, од Бугарија, од Италија, имаме и од Холандија, во зависност нели од слободните термини, бидејќи во овој период има премногу надпревари регионално и меѓународно. И нашата надеж е дека навистина институциите, ева сега имаме Министерство за спорт. Ако до сега беше пречка, бидејќи беше агенција па немаше свој буџет, сега е Министерство кое што предпоставувам дека ќе си има свој буџет. Сега малку поупорни треба да значи, бидете. Многу сме упорни, да. Не постои навистина, не постои место кај што не сме тропнала. Ама не дошло на ред. Да, јас верувам дека може би сега е вистинско време да се покренат нештата и токму да се врати сјајот на лизгањето. Еве од тие години кога навистина сме можеле да кажеме дека иако било тоа период пред 50-тина, ако не и 60 години порано, сме успевале да го развиеме лизгањето на нашиве македонски простори, тогаш веќе во поранешна Југославија, ама сепак и да направиме добри резултати. Што се случува, Цеце, во месеците кога не се лизга, кога лизгалиштето не функционира, кога не е зима? Какви тренинзи? Така, некаде околу 15 март веќе се затварам. Многу зависи од надворешните температури. Некога знае февруари да е многу топло. Меѓутоа некаде оптимално е дека 5 март веќе го затварат лизгалиштето. Потоа имаме една кратка пауза, која што не треба да имаме, меѓутоа мора да имаме. И се продолжува со суви тренинзи. Во летниот период, бидејќи се спремаме во септември, почнуваат јуниор гран при сериите. Тие се како надпревари на светско ниво, да ги кажеме. Одиме во Словенија најчесто, во Бугарија, во Кранево, има лизгалиште. Интересно е, тоа е едно лизгалиште кое што е на море. Да. Прекрасно. Да. Преубаво е таму, бидејќи во исто време си на лизгалиште и потоа излегуваш на море, над сонце. Да. На Црно море. И се подготвуваме со она што го имаме и многу ни зависи од финансиите со кои што располагаме. Значи морам да кажам дека многу домакински како федерација се трудиме да ги овозможиме сите потребни припреми, пошто тоа не е најважно. Спортистите да стекнат меѓународно искуство, да се промовира спортот и во исто време да се трудиме да ги обезбедиме резултатите. Ама тука секогаш го имаме оној момент на јајцето и кокошката. Да. Ни велат немате резултати, ние им велиме немаме услови. И сега од некаде мора да се тргне. Парадоксално, да, за жал. Или ќе ни дадете услови да имаме резултати, или цело време ќе бараме резултати, пошто немаме услови. Буквално како кога аплицираш за работа, ти бара да имаш одреден стаж, а никој не те вработува како така за прв пат, да ги поседуваш сите квалификации останати, за жал. Упорноста, мислам дека треба тука малку повеќе да ја засилите и мислам дека сега е вистинско време да се направат некакви добри промени. Цеце, што е потребно, освен желбата за лизгање? Дали е неопходен талент, дали се усвојува лизгањето со упорност и со добар тренер или сепак е пресуден талентот? Најнапред е битна е желбата. Значи, нас не се случува талентирани лица, навистина талентирани, да дојдат на мраз и да не го сакаат, едноставно. Да, супер се, може да направат све. Талентирани се, не сакаат. Тој е првиот фактор. Детето, бидејќи овој спорт се почнува од 4,5 годишна возраст. Ова е многу захтевен спорт. Значи, тука се работи за самото лизгање, има гимнастика, има балет, има танц. Значи, потребно е да ги поседуваш сите таленти, за да може да се направи тоа што се прави. Меѓутоа, прво и најважно е желбата. Желбата. Кога веќе го спомена... А спомена... од друга страна, сите оние кои што влегле на мразот и го осетиле мразот како свој, со ниту еден друг спорт не се занимаваат повеќе. Верувам. Кога веќе го спомена балетот, не можеме да не искоментирам колку тешка е таа уметност и колкава голема жртва бара.
Дали и во лизгањето важи тоа што важи и во балетот, дека не смее да се стават ни 100-200 грама вишок на телесната тежина, дека треба да се јаде конкретно храна која навистина ќе ни даде можност да бидеме што поподвижни, што полесни. Не е како балетот во однос на тоа, јас не ги познавам нивните специфики, меѓутоа верувам дека е така. Овдека има една друга специфика која што е жална и тоа што го гледаме на светските првенства на меѓународните надпревари, оно што го гледаме што е многу убаво, всушност е тоа се деца од 13 годишна возраст кои што се надпреваруваат како возрастни сениорската категорија во сите спортови над 18 години. Кај нас во сениори се влегува 13 годишна возраст. Зашто? Затоа што со овој спорт се почнува многу рано и до пубертетот, тоа што ќе се до влезот во пубертетот, тоа што ќе се усвои од скокови, од елементи, да не навлегувам сега во детали, толку. За жал. Се наполни, се влезеле во пубертет, повеќе за жал, без оглед на желбата, тренинзите, тренерот, толку е. Да. И затоа во тој смисол е многу е жално, затоа што баш во времето кога период, да се искористи тој период, а баш тогаш децата, девојките стануваат само свесни и сакаат, а не можат, и што толку се јавува фрустрација. Да. Навистина е темата многу долга и широка и би сакала да следниот пат кога ќе се сретнеме направиме една ретроспектива и да регистрираме добри промени во нагорна линија, во поглед на тоа што Министерството очекуваме да стори, очекуваме да го стави во функција спортскиот центар Кале Лизгалиштето, кое што некогаш беше навистина една од најубавите атракции зимски на Скопје и многу мои твои генерации ги паметат тие години. Јас за жал не живее во Скопје тие години, но сум следела и сум имала можност да слушнам многу убави приказни кои што таму се случувале и многу успешни лизгачки приказни на млади луѓе кои што навистина направиле нешто повеќе во овој спорт. Цеци, ти благодарам. Благодарам и вас на поканата. И упорно ние ви стоиме како медиумска поддршка во секое време за да ве поддржиме во ова што е многу важно за младите луѓе во ова време кога се сите на телефон. Не знам, Ирина, дали ти си лизгала некогаш? Искрено, Сузе, не, ама сакав да кажам дека е многу популарен сега меѓу девојчињата, баш таа возраст 14-15 години. Меѓутоа, многу ми е жал што, како што кажавте, нема баш и некои услови, освен лизгалиштето во Борис Трајковски. Се надевам и многу посакувам успех на... Слушнав дека сега има в крај на февруар, почеток на март првенство во Србија, во соседна Србија, така беше? Не, кај нас е, во Македонија, да. Посакувам многу успех и јас верувам дека ќе го следиме и ќе можеби на лице место ќе дојдеме тамо да видиме како тоа изгледа и држиме палчеви и спраќаме среќа за многу успех. А знам дека е многу захтевен спорт, како што кажавте, неколку спортови вклучени во лизгањето. Ви благодарам за гостувањето.